Почитуван колега Муртезанов, најпрви на почетокот да нагласам дека и денес заменик министерката е присутна на оваа седница на Собранието за кое што расправаме за буџетот. Во 13 дена расправа министерката, иако нова, требаше да не удостои со нејзино присуство, е присутна 4 или 5 часа вкупно. Повеќе од јасно е што значи ова за Собранието, за пратениците, кога не може министерката за финансии да не удостои со нејзино присуство. Ке се обидам да се задржам на дел од вашата дискусија, да ви укажам на некои параметри и бројки кои што не одат во прилог согласно вашите предвидувања во вашиот така наречен план за живот. Ке ве потсетам дека во вашата програма имате предвидено дека годишно кај граѓаните ќе се враќаат 8 милиарди денари, а вие сега се фалите дека ќе се вратат на крајот од оваа година 3 милиони евра. Значи сте планирале над 130 милиони евра во вашата кампања, во вашата програма, за да таа мерка ја сведете на мизерни 5-6 милиони евра. Тоа значи помалку од 100 денари по граѓанин во едно полугодие. Или годишно, во просек, не повеќе од 200 денари по граѓанин. Ако е тоа враќање на парите кон граѓаните, вие сами може да заклучите дека станува збор за една промашена мерка со над 95% промашување. Од 130 милиони евра ја сведовте на 3 милиони евра во едно полугодие или не повеќе од 6 милиони евра на годишно ниво. Околу бројот на вработени, околу зголемувањето на бројот на вработени ќе се задржам. Таа бројка на секој граѓанин во Македонија му е повеќе од јасно дека е напумпана со огромниот број на ваши партиски вработувања во јавните институции. Нема општина, нема населено место каде што тоа не е еден синоним за вработување во јавната администрација. Кога сите параметри во економијата според вас ке нагласам, одат во нагорна линија, економијата во Република Македонија е на колена. Од ден на ден се потешко се живее во оваа наша држава. Симете се меѓу граѓаните и ќе ви го кажат тоа. Впрочем, и тоа е реалноста во државата. Зголемувајќи ги вашите активности за подобра економија, вие ги трошите парите преку разни фондови за инвестиции, ги трошите парите преку сомнителни тендери, преку сомнителни активности на вашата влада. Колега, довршите се, мисля да ви помена времето. И во секој случај тоа го чувствуваат граѓаните. Реално го чувствуваат. Благодарам.